Жители на реонски центар Аеродром бараат државата подитно да се откаже од изградба на зграда на последната слободна парцела меѓу нивните згради. За истата зграда во предизборниот период сегашниот градоначалник Златко Марин ветуваше дека нема да се изгради и дека просторот ќе се уреди во паркинг. И покрај ветувањето, пред 2 недели се појавила фирма која со лимените араби го оградила просторот. Во градилиштето е заграден и тротоарот, па сега учениците се протнуваат покрај арабите за да стигнат до школото во близина или кружат околу зградите. 11 години водевме, уставно кажано, војна со претходната власт, претходниот градоначалник и општинскиот совет кој беа од ВМРО ДПМН. 11 години не изгради, иако во тој период овде се градеа 7 други згради. После 11 години на заминување старата власт дале маркица на некоја фирма дека може да гради зграда со 35 станови, со цел, веројатно со цел, ако останеме ние на власт, ќе градиме ние зградата. Ако си одиме ние од власт, тие што ќе дојат да имат клин во тркала, да не може што да прават. Наоколу сме 8 згради кои имаат подпишано барање да не се гради зграда, него овде да остане да се изгради паркинг плац, урбанизиран паркинг плац. Бидејќи околните згради имаме преку 1000 станови кои гравитираат на оваа улица и нема каде да ги паркираат возилата. Инвеститор на зградата не е приватна, туку државна фирма, акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор, а и земјиштето е државно. Овој факт уште повеќе ги иритира жителите од околните згради кои се децидни во барањето да сопре изградбата и просторот да се пренамени. Пред една недела бевне во јавното предпријатие за изградба на стамбен и деловен простор, кажуваат дека планот не може да се менува, меѓутоа наше тврдење е и упорни сме во тоа, фактички, тој што го донел планот урбанистички, тој може и да го промени. Како е донесен, во обратна постапка планот може да се промени. Граѓаните најмногу ги боли сега од новиот градоначалник што не дошол да види на лице место какви потреби има, кои се потребите на граѓаните, да поразговара со граѓаните и да види што е поисплативо да се гради паркинг плац за околу 60 до 70 паркинг места или да се гради зграда која целосно ќе го затвори просторот, кој сега ќе биде нешто полошо и од Капиштец кој како населба сите го критикуваат. Во предизборието беше ветување дека ќе се направи тоа што граѓаните ќе бараат. Тој предупредува дека и сега состојбата со паркирање е алармантна. Се паркира и на средина на улицата, иако просторот треба да остане празен за итни случаи. Веќе имале еден пожар во кој противпожарното возило не можело да се пробие од испаркираните возила. Жителите се бесни од незаинтересираноста на општината и на јавното предпријатие за нивните барања и веќе губат верба дека нешто ќе се смени. Какво ќе биде решението на крај не знае. Меѓутоа, ако е ова мотото на СДСМ дека доаѓа живот за сите, тоаш да спремиме сите да повикаат товарни вагони за стока, вагони железнички и да се иселиме од оваа држава. Значи, ова не е барање на 1-2, него е барање на 7-8 згради. Некаде над 1500 станови се тоа. И градоначалникот Златко Марин и директорот на јавното предпријатие Кристијан Трајковски најавија дека ќе го кажат ставот за новата зграда, но во понеделник. И едниот и другиот вчера беа презафатени да одговорат на прашањата за зградата, а денес исто така двајцата се на службен пат.